Драги ученици, продолжуваме со втората лекција, со помош на која што уште еднаш ќе се потсетиме, но и ќе научиме за еднаквоста на некои едноставни дробки и децимални броеви и проценти. И првото прашање кое што очекувам вие да размислите е колку од пицата дадена овде на цртажот останало. Дали половина пица? Дали 50% од пицата, 0,5 од пицата или пак една половина од пицата. Размислете и ја очекувам вашата дискусија за време на часот во училницата. А сега продолжуваме со оваа втора лекција од оваа серија на лекции поврзани со поимот за процент кој што се изучува во 6-то оделение. И во овој дел ќе треба да научиме како за дадени дробки, велам едноставни дробки, со именител 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25 или 50, да одредиме каков процент или децимален број им одговара. Но чекор по чекор. Прво е важно да научиме како за дробка со бројител 1 да одредиме каков процент и одговара, потоа за дробка со бројител поголем од 1, а и на крај ќе погледнеме како пак процентите може да се запишат како дробка и децимален број. Еве го краткото објаснување. Како дробка со бројител 1 да ја запишеме како процент. Прво се потсетуваме дека именителот ни покажува на колку вкупно делови треба да го поделиме целото. И започнуваме знаејќи дека едно цело е 100%. Па една половина ќе биде 100% делено на 2, односно 50%. И една четвртина ќе значи 100%, односно целото да го поделам на 4 еднакви делови и ќе биде тоа по 25%. И сега, кога го знаеме овој дел за дробка со бројител 1 да одредуваме еднаков процент, тогаш ќе можеме да одредиме соодветен процент и за дробка со бројител поголем од 1. Така што, прво одредуваме кој е процентот кога дробката е со бројител 1. Еве, на пример, ако имаме една четвртина, за која што знаеме дека една четвртина одговара на 25%, тогаш 3 такви четвртини ќе бидат 3 пати по 25%, односно 75%. И третиот дел од денешната лекција е да научиме како за даден процент сега да одредиме која дробка, односно кој децимален број е еднаков. Процентот секогаш е од вкупно 100, па кога сакаме да го запишеме како дробка, таа дробка ќе има именител 100 и се разбира доколку може да се крати, задолжително кратиме. Кога сакаме процентот да го запишеме како децимален број, стотинките пак се до второ децимално место. Ќе ги користиме овие објаснувања овде во решавање на примерите. Но еве да повикаме помош за полесно да запомтиме и од зидот на дробки. Еве еден интерактивен работен лист на кој што ни е прикажан зидот на дробки. И вели, познавајќи го зидот на дробки и знаејќи дека едно цело е 100%, лесно да го дополниме овој зид сега на проценти. Како што објаснивме, едно цело е секогаш 100%, па половина ќе значи да поделам на 2 дела по 50%. Или пак една четвртина ќе биде едно цело да го поделам на 4 еднакви дела по 25%. Една четвртина значи 25%. Се разбира овде посебно треба да внимаваме на една третина, заради тоа што тоа ни дава процент во
децимален број. Ја имате овде и поддршката уште еден зид во кој што на едно место се представени и дробките и процентите, а наша задача е да ги придружиме и соодветните децимални броеви. Еве една половина е 50% или тоа значи 0,5. Една четвртина се 25%, а тоа ќе значи во децимален број 0,25. После ова кратко, но се надевам јасно објаснување, ваша задача е да продолжите кон решавање на овие 4 примери овде. Ја имате можноста уште еднаш да се потсетите на главните заклучоци или насоки за работа кон остварување на целите на овој час. Треба да запомните дека секоја дробка може да се представи како процент, секој процент може да се представи како дробка и децимален број. Ние учиме за представување на дробки со именители 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25 и 50. Постапките кои што ги спомнавме се следниве. Прво, за дробка кога броителот е 1. Се присетуваме дека 1 е 100%. Па тогаш, ако сакаме 1/5 да ја запишеме како процент, тие вкупно 100% од 1 ги делиме на 5 дела, што значи ќе имаме 1/5 еднаква на 20%. За дробка со броител поголем од 1, например 3/4, прво одредуваме колку е запишано во проценти 1/4. 1/4 се 25% и тогаш 3/4 ќе значи 3 пати по 1/4, односно 3 пати по 25%, односно 3/4 се 75%. За запишување на дробка како децимален број се разбира постои и друга постапка кога користиме проширување и се обидуваме, односно целта е дробката да ја сведиме на дробка до именител 100, затоа што рековме процентите не покажуваат секогаш дел од вкупно 100 еднакви делови. За запишување на процент како дробка пак или децимален број, применуваме, како што веќе спомнавме, дека процентите се секогаш од вкупно 100. Па 50 од 100 е 0,50, односно 0,5. Стотинки, односно 2 децимални места. 25% е 25 од 100, што значи 0,25. Се надевам корисни беа овие заклучоци и сега да ги погледнеме примерите, кои што е потребно да ги решите. Првите 2 примера се однесуваат на запишување на дробка во процент и децимален број. Тие од вас ке бараат и објаснување, а секако имате можност и тоа да го представите и со цртеж. Еве вели, ако сакаме дробката 3/4 да ја представиме во проценти. Спомнавме, мора прво да знаеме дека 1/4 се 25%, и ако 1/4 се 25%, затоа што 1/4 ќе значи 100% да ги поделиме на 4 дела, што ни дава точно 25%, тогаш 3/4 ќе биде 3 пати по 25%, односно 75%. Вака размислувајќи е потребно да ги пополните празните полиња овде, а се разбира и во дијаграмот подолу. 1/4 се 25%, односно 0,25. Па
па 3/4 се 75%, односно 0,75. Ве потсетувам дека доколку дигитално го решавате овој интерактивен лист, преку кликнување на копчето Finish, можете да ги проверите своите одговори. Зеленото означува дека одговорите се точни. Ваша задача е целосно да го решите и примерот број 2, кој што бара сега пак дропката 4/10 да ја запишеме како процент, односно како децимален број. Се разбира со објаснување на нашите чекори на решавање. Примерот 3 и 4 се однесува на тоа како процентот сега да го запишеме како дропка, односно децимален број. Еве, на пример, ако имаме 32%, тогаш го користиме фактот дека тоа значи 32 од вкупно 100, односно 0,32 како децимален број. 32% се 0,32. Доколку пак сега сакаме да го направиме како дропка, повторно тргнуваме од фактот дека 32% се 32 стотинки, но оваа дропка може да се скрати, размислувам, со 4. Па 32 врз 100, тоа значи 32 врз 100, сега скратено со 4, што ќе ни даде 8 врз 25. Еве, ова е скоро целосно решение на овој пример, а ваша задача е вие да го решите и примерот број 4, кој што бара 85% да го запишете како дропка и децимален број. Тоа се примерите кои што вие задолжително треба да ги решите дома, а за оние што сакаат, овде се и 8 задачи кои што можат да бидат разгледани, а ќе ги дообјасниме за време на часот во училницата. Се разбира, имате и опција да погледнете неколку дополнителни ресурси кои што се однесуваат на 2 игри за одредување на парови, еднакви проценти со дропки, или пак тројки од еднакви проценти дропки, односно децимални броеви во 4 нивоа. Исто така имате и еден интерактивен приказ на англиски јазик, кој што ќе ви помогне уште еднаш продлабочено да ја разберите еднаквоста на проценти, дропки и децимални броеви. И се разбира, доколку се чувствувате сигурни во своите знаења, можете да ги погледнете и прашањата за кратка проверка. Се гледаме во училница, а се разбира се слушаме и во следната лекција.